Задоволство ние да зборуваме на ваква актуелна тема, меѓу другото заради тоа што имаме па и голем број прашања како и останатиот дел од човештвото, но и зголемена љубопитност во однос на сите оние информации кои што денови ве пристигнаат токму за мисијата Артемис 2. Но добро би било пред да го почнеме разговорот со Радан кој што веќе ни е во студиото, да го погледнеме и прилогот кој што ни го подготви Софија. Се договоривме да направи една сублимација на сите она кое што ни пристигна во изминативе денови, како и со информациите, да биде тоа еден добар вовед или увертира во разговорот. Живејте. Откако патуваа подлабоко во Вселената од било кој друг човек, астронаутите на Артемис 2 го наслучија својот месечев брод кон дома. Во понеделникот заврши нивната мисија со лунарното крстарење кој откри поглед на далечната страна, што никогаш досега не бил виден со очите. Great to chat with you. Just something that just shocked me because really using imagery and just the three-dimensionality of it, you know from your experience of seeing the Earth from space, how it just seems different. And you look out in depth of things, and when we were on the far side of the moon looking back at Earth, it was just so obvious you had this sphere out in front of you of the moon and this three-dimensional. You really felt like you weren't in a capsule. You'd been transported to the far side of the moon, and it really just bent your mind. It was an extraordinary human experience. I'm so grateful for it. Нивното полетување покрај месечината вклучуваше и некои небесни разгледувања, покрај тоа што донесе богата бурна научна информација. Тоа беше значаен чекор кон слетување на отпечатоците од шизма во близина на јужниот пол на месечината за само 2 години. You know, we had an amazing launch. The SLS is quite a powerful rocket and got us into a 1200 by, eventually a 100-mile orbit, and clearly power and speed, and then we did our translunar injection, and we were going quite fast. And so with all of that speed, though, it still took us days to get here. And so the scope of all of the things to a 321-foot tall rocket was amazing. It just puts the power required to do this in perspective. But then even with all that power and to get to those velocities, it still took us days. And the breadth of the distance we had to cover. Watching the distance from Earth count up and the distance from the moon count down was one of the most surprising things I've enjoyed. Дополнително, тоталното затемнување на Сонцето ги поздрави тројцата американци и еден канаѓанец, додека месечината привремено го блокираше Сонцето од нивната перспектива. Меркур, Венера, Марс и Сатурн кимнаа со црвената празнина. Местата за слетување на Аполо 12 и 14 исто така беа видени. Со особено возбудување и ретровраќање, Артемис 2 ги сруши сите рекорди за растојанието поставено од Аполо 13 во 1970 година. Ова патување ќе остане запаметено за сите научници. Да, ќе остане запаметено и се разбира чекор важен во човештвото, веројатно како велиме отскочна даска за сите она кое што не очекува во иднината. Интересен знак со самиот пат, знакот на бесконечност, па да се надеваме дека се разбира дека оно кое што го знаеме е бесконечноста на Вселената или на универзумот, барем сега за сега. Но да видиме како ќе бидеме со истражувањата и во иднина. Радан, добро утро и добро ни дојде утре. Добро ни дојде. Добро дојде. Не можеме да не го направиме оваа телевизиско појавување всушност твое со оглед на тоа дека се очекува на 11 чинам дека април официјално мисијата да биде некако здравје Боже комплетирана. Да, како и за авионите, најтешки процеси се полетување и слетување. Ова горе нешто што треба да се направи, нели, но најризични денови за мисијата е самото полетување и самото слетување. Па скоро сум сигурен дека мислим 99,99% дека се ќе помине во ред, дека инженерите како што за полетување што направиа да биде сигурно. Така направено е, мада има ризици, тоа е сигурно. На сам почеток ќе те прашаме, ако треба со една мисла да ја објасниш мисијата на Артемис 2, што е нејзината суштинска цел? Научна, технолошка, цивилизацијска? Да, потрага по новото знаење. Значи, ние пред 50 повеќе години сме имале Аполо мисија, меѓутоа Аполо мисија била висинска мисија на погрешно време и од погрешни причини направена. Таа била направена затоа што американците буквално се утркувале со тогашен Советски сојуз, нели, во Северска битка, заради тоа што ја зајакнувале нивната војна програма, особено таа нуклеарна програма. И моментот кога руси, тоест Совети испалиле Спутник, нели, тогаш земја која се уште немала веш машина во своето домашно производство,
Они испаднале такво нешто како што е Спутник. Американците нели во паника, може ако он тие исходат Спутник, може да стават и нуклеарна глава нели во тоа и тогаш они почнуваат таа нели познатата вселенска трка која резултираше со слетување човек на месечината, но ви кажав причините за тоа беа многу погрешни и многу беа пари дадени за тоа. Луѓе не може прашањето што луѓе зашто ние не слетуваме пак на месечина, парите се главен проблем, затоа што замислите пример 60-тите години во време на војна во Виетнам, Америка издвојува скоро 5%, 4,5% од својот буџет и дава за Аполо програма, не за НАСА, него за Аполо програма, кај што само за да човек слете на месечина. Денеска ние не добиваме ни пола процент, значи НАСА не добива ни пола процент од, како се вика, од буџетот на Америка, не само за Артемис програма, него за сите, значи за истражување на Венера, за Меркур, за сите можни планети што имаме, за Deep Space, за телескопи и така натаму. Сето тоа ние немаме. И ние сега, кога, малце добивме тој замав, зошто го добиваме замав? Затоа што кинезите од друга страна се појавија како вселенска сила. Значи се уште постои трката? Постои. Постои и таа се мери, меѓутоа и кинезите, па и американците, и сите, па и русите, душе русите сега имат некои други работи со кои се занимаваат. Така да вселенска програма, мислим дека воопшто не им е битна. Мислим напротив. Сите тие знаат, големите сили, дека следната граница, следните територија, следните е Вселена. Особено месечината, па потоа нели Марс, па потоа и нешто друго. Затоа што не само вие што ќе одите на месечината, знаењето кое го добивате, технологии кои развивате, луѓе кажуваат, што е битно што сме отишли на месечината? Веројатно не гледат на рамните екрани. Така, имаме рамни екрани во джепови. Имаме Wi-Fi, така? Тоа е све настанато како последица на Аполо. Луѓе не се ни свесни за тоа. Тефлонски тавчиња во кои прожиме полачинки или јајца дома, нели? Тоа е направено, како се вика, како нус продукт е направено. $1 вложен во Аполо им се вратил $14 им се вратил на америчко стопанство. Да не збориме за технолошки војни примат кои го добиле потоа, мислам. Знаење за тие праќање на балистички ракети, да бидат прецизни, гледаме сега што за жал се случува во светот и така натаму. Вие да бидете супер сила, мора да бидете супер сила во се, не да бидете само војна сила. За пример, како се вика, за жал тоа го научи Русија, нели? Они не форсира научна програма толку, како се вика, и сега не се ништо друго, освен така една, а сега веќе не толку баш најголема, мислим дека се веќе трета војна сила во светот, баш заради тоа што не форсира и заради тоа што и го изгубија научен потенцијал. Каде е тој научен потенцијал? Па научен потенцијал отиде на запад, нели? Тоа е. Али добре, потрага под нешто ново. Ама потрага, да. Тоа ќе биде. Многу е битно да направите нешто, не само да го направите од вистински причини. Да не се лажеме, како се вика Королјов, тој родоначалник на советската програма, кога е правил да прати Спутник горе. Буквално за закриени врати ја правил вселенска програма. Он бил строго спонзориран од војната програма на тогашни председатели кој бил, мислим да беше уште Брежнев или така нешто, не знам кој бил и пред него. Тие биле мотивирани да ја направи ракета да можеме од Русија да ја гаѓаме Америка. Тоа им било и он правил ракети, а буквално имал едно скриено деление кој ајде да кажеме на некој начин скриено деление кој се занимавал ајде ние да направиме ракета да пратиме човек на месечина. Значи не само да пратиме месечина, буквално имал како ајде ние ќе добиеме пример, ајде $100 милиарди, ама тие 110 ќе ги сечуваме за нашата. Они 90 трошеле, ја карикирам со бројките, немојте да ме сваќате сериозно со бројките. Голем дел средства се сепак трошеле за ракети кои биле правени за да се гаѓа Америка. Сите го знаеме, исто како што американците вселенската програма што ја направиле, голем дел средствата се направени силоси со кои можело да гаѓаат Русија. Тоа е Советски сојуз. Еве, да речеме дека тоа е иронијата, на земјата имаме војни состојби, имаме војни, а од друга страна одиме и правиме мисии за излегување надвор од планетата Земја и истражување на нешто ново или патот околу месечината и достигнување на еден нов рекорд. Ако зборуваме или бидеме малку
оптимисти дека ова е некој подвиг или потек кој што се прави за човештвото. Апсолутно, и за понатамошните научни откритија на страна од она кое што, како го кажува Минато, тоа ете го спомена, тоа е нели откривање за она што е во позадината или за воени цели, не само за научни, да се надеваме дека можеби со оваа прилично малку понапредна свест кој што има човештвото, се надеваме, па и научниците и оние кои што работат на тоа, дека ќе биде во насока само на науката и научните откритија. Впрочем, астронаутите сведочеа, а ние преку нивните фотографии и коментари исто така, на малку поинаков начин, но сепак да ги видиме тие фотографии и она кое што тие го велат, ова може да се види доживее само со човечкото око, бидејќи тоа не лаже, а меѓу другото се доживува и таа емоција. Покрај тоа што бевме сведоци на еден ваков настан, бевме сведоци на голем број емоции, како луѓето од тука, од планетата Земја, така и астронаутите кои што ги испраќаа фотографиите. За тоа спектакуларно случување, за оно кое што можевме да го видиме, веројатно е напредок заради тоа што понатаму има и што да се покаже и има обновување на архивата која што досега постои од Тоа е најголем проблем, затоа што луѓето, ние досниме 50 години, луѓето што правиле Apollo мисија повеќе не, многумина од нив повеќе не се со нас, или се од длабока пензија и старост, така што повеќе не може да работи. Мада има сум слушнал дека ги викаат, како се вика тие старите инженерите, што се живи Apollo, да им помагаат во некои совети, така натаму. Ние сега буквално правиме ново знаење. Тоа е ние сме го изгубиле тоа знаење, сега мораме да правиме. И зашто сега, затоа сега нас вика, нема ние да идеме се месечина сега секој 10 или 20 години. Не, ќе одиме секој година или 2 пати годишно ќе одиме на месечина. За да секоја мисија што ќе доаѓа ќе биде надоградување една на друга, ракетите ќе бидат поснажни, подобри, ќе може да носат поголем терет и така натаму. Сега отркате клучен приватен сектор преку SpaceX и како се Джеф Безосова компанија што е New Shepard и така натаму. Така да сето тоа ќе биде, јас сум навистина оптимистичен дека ние ќе живееме во се подобри и како што е било во историја. За жал, ќе имаме и глупости кои што се војни на секаде во светот, затоа што овие големите сили мора на некој начин тие нови мускули што ќе ги добијат да ги покажат некаде, тоа валја некој си правило. За жал. Ама ние ќе живееме подобро. Зашто? Затоа што тие нови технологии ќе ни откриват и понака нас дома, ќе имаме подобри коли, ќе имаме подобри телефони, ќе имаме подобри телевизии и така натаму. Како што сме и сведоци што велиш. Како ќе имаме храна ќе ни биде подостапна, како што и е. Наука секогаш ќе си бутка тоа напред. Предприемливи луѓе ќе користат тие знаења. Мене ми е најинтересна приказна за Wi-Fi-то што го имаме дома. Тоа било толку седеле у папки, некои си научници изучувале некакви таму црни дупки и имале податоци кои не можеле да ги селектираат ово. Они измислиле цела една нова технологија како да селектираат да пронаоѓаат тие црни дупки. Тоа седело папки, научници си правиле, дошол некој предприемлив човек, чекај, ние можеме да направиме од ова да биде и денеска имаме Wi-Fi дома. Буквално затоа што некои научници се занимавале со тоа. На овие од Apollo програма им тежеле оние големи, овие постари нашите гледачи се сеќаваат за оние глобусни CRT телевизори така. И тоа им пречело како да имаме толкав телевизор, тоа прво тежи, зафаќа простор, таму ти треба секој грамче ти сакаш да се откачиш од него, секој кубен сантиметар сакаш да заштедиш за да ти биде помотно. И луѓе се смислиле рамни екрани, не ги рамни екрани, не гледат луѓе сега низ нив. И го имаме во джеп буквално заради тоа. Направено е многу работи се направени баш заради таа вселенска програма. И јас сум сигурен дека исто така утре ќе имаме нешто подобро, а не можеме да помислиме сега кога ги слушавме астронаутите, да вие видите со свој око цела планета Земја, да видите како позади месечина излегува ваша матична планета. Па тоа не може да си за. Јас и сега оваа година со пријатели од моето астрономско друштво идеме во Шпанија, неколку илјади километри ќе поминеме да видиме феномен кој астронаути го виделе, кој се вика затемнување на месечина, но тоа што ние гледаме од тука е сосема поинакво нешто, односно тоа што го гледале они таму, плюс и самата локација, мислам, не можеме да замислим, тоа е
Ја не знам како уште остануваат мозоци во тие главите после сето тоа што го виделе. Веројатно би ми изплодила мозок да го видам тоа. Плюс ти имаш и неколку емоционални сцени да сте приметиле со тој како се што си не го крстил како се вика тоест кратерот на месечина него предложил да се вика како се вика. Еви сега ми за ноќ тоа што се. Така да има работи кои се навистина емоционални. Но за жал сето тоа го гледаме, збориме за тоа и онда ви доаѓа онај судир со она жална вистина кога ќе видите учени луѓе со дипломи кажат ова е фейк, ова не е вистина. Да, разочарувачка. Тоа ме разочарувачка. Значи, ја окей ми е да тоа биде некој си, што кажам, на сосема просен човек кој нема толку образование, кој ама ако ќе видам луѓе со дипломи, тоа добри дипломи, почнува да прават и да се сомнуваат тоа. Денес на сите поразително. Тоа ми е информации и на цело тоа знаење и научни докажувања, веројатно тука више не станува збор за друга болка веќе. Да, не станува збор за недостаток на информации, туку за лично вкорене. Се супрезвам да не реагирам. Да, и имаше и доста, ќе се надоврзам само на ова, шеги на социјалните мрежи кога се појавија првите фотографии од Артемис и видеа за тоа што би рекле сега тие што се уште се држат до тоа ако уште постојат тие, што мислат дека земјата е рамна. Не знам дали постојат радани, дали имаш таков податок, дали се уште Не, сигурен сум дека постои затоа што за сега ќе ви кажам, главен проблем во тие два глагола. Еден се вика да веруваш, еден се вика да знаеш. Тоа се толку различни глаголи. Значи имаме нашите гледачи сигурен сум Сегиден, нели? Великден претходно беше католички, едни веруваат во католички Господ, еден веруваат во Бог во православен. Овие веруваат во некој си муслимански Бог. Овие таму будисти во некој си будистички Бог. Секој може да верува во сешто, тоа не е никаков проблем. Слободно луѓе веруваат, ама само неколку одбрани одбират да знаат. Да се знае не е лесно. Да веруваш можеш ништо не треба да знаеш. Буквално ви треба само човек кој ќе ви каже веруваме во тоа што треба да вериш. Ај со мене ќе славиме ова, ќе правиме ова и толку. Никаков проблем не е, ама да знаеш треба да се потрудиш. Треба да седнеш, да читаш, да гледаш, да правиш некој експеримент и така натаму. Тоа е многу, тоа не е лесно. Тоа воопшто не е колку за да се самообразуваш. Ние сите идеме во школа. Сите учиме иста математика, сите учиме иста хемија, иста биологија, исти апсолутна вистина. Да, ама и овде доаѓаме дома, јас не сакам да верувам во голем потет на човештвото. Човештвото што ти дава тој убав живот што го живееме, никој не е свесен дека дел од него доаѓа и од тоа. Дел од него. Да, во моментот ве гледаме снимки, фасцинантно е, меѓу другото, не знам дали забележавте дека еден комерцијален лет имал прилика да го следи. Не еден, три. Три су видел. Да, каде што пилотот вели, ова го чекав во моите 25 години, вика, и конечно го доживеав со солзи на радосници, нели тој сподел на патниците. Радан, колку Артемис 2 е продолжение на наследството на Аполо, можеби како програма или да речеме сосема нова ера. Веќе споменавме со Ивана, тоа некако го сподели Телма телевизија дека неколку рекорди се соборени со оваа емисија, може да ги статистички рекорди, не се толку баш што некој статистички рекорди, да кажеме Аполо 13 има отидено најдалеку, заради тоа што имаше нели велат астронаутите достигнале над 400.000 километри од земјата, што е повеќе од мисијата на Аполо 13. Дали ова символичен рекорд или има една реална научна тежина во? Не има реална научна тежина, нема лично мислам, едноставно баш ги гледав сега патеките на Аполо, сосема другачија нешто како е планирано да се оди на месечина. За овие патеки говориме? Да, за тие патеки говориме. Многу луѓе мислат дека, значи, ние кога плаќаме сега Артемис, ние буквално замислите се исто како да фрлите некој камен и вие нели очекувате тој да ви се врати. Месечината е само тука за да тој камен го врати побрзо и точно онаму кај што вие сакате. Буквално ви служи тоа. Значи, ние да платиме со иста брзина Артемис, кај што не е месечина, он ќе се отиде малце подалеку и ќе се врати малце подоцна. Значи, исто ќе се деси. Значи, исто како буквално, еве да кажем, јас сум фрлил камен, и тој ми се за една секунда ми се вратил, да кажем. Ама ако сакам побрзо да ми се врати, ќе земам некој ластивче, па ќе си го возам и тој ќе се го врати повеќе. Тоа ластивче во случајот беше месечината. Месечината со своја гравитација го направи да дојде побрзо, да го закриви побрзо и да дојде баш таму наму кај што ние сакаме да го направиме тоа. Тоа се тешки орбитални механики, не би сакал да ги замараме со тоа. Но направија се онака како што треба,
се онака како што и од тогаш како што треба. Тоа се мисии кои буквално секунда можеш да запалите, точно во секунда да запалите, тоа секунда да запалите мотор, тој мотор мора да биде толка сила да ви даде таа насока и тука нема просто за грешка. И тоа всушност тоа го прават. Мисијата Артемис 2 служи за тоа. Ние имаме оваа технологија, со оваа технологија може да направиме ова. Артемис 3 ќе биде, ајде сега ќе пратиме пак луѓе горе, ќе пратиме сега една сонда која ќе се спои со таа сонда, да видиме дали таа механика работи. Тоа е се, значи, правено во Аполо. Аполо 8 беше пандан на сега на, да кажеме, на нашо Артемис 2, 9 и 10 ќе бидат, како се вика, Артемис 3 и се надевам Артемис 4 ќе биде Аполо 11. Тоа се панданите на тие емисии. Значи, луѓе во ние, ова се многу тешки процеси, ова се нови технологии, сето мора... Многу ми беше интересно приказ да ги кажеме, фотографите може тоа го приметиле, со кои камери се сликале. Тоа се камери кои пред 10 години, Nikon D5, пред 10 години излегол. Зависи викат како, зашто сега немат нови камери кога имат многу подобри перформанси. Зашто нешто што Да, ама зошто? Затоа што овие се тестирани, овие знаат, ги тестирале на земја, ги треселе, ги правеле, се тоа. Се дефинитивно, ја ќе купам нов апарат. Да, а нов апарат може нема да преживее лансирањето. Ти треба со години треба да ги тестираш тие работи за да ги пратиш, а не е финта денеска со iPhone да ти да сликаш горе. Не ги има iPhone, има ти Нутела, не знам како приметите. Тоа не знам каква реклама има, само испадна неверојатна реклама. Мислам дека Нутела треба да се опречи со добри пари на НАСА да ги финансира барем те мисли или тамеш 4. Ама на вистина, пример, тие многу работи има што ние мораме сега да ги научиме за да може. Зошто сега идеме на месечина? Ние у 60 и 70 докажавме дека можеме да слетиме и сега одиме да слетиме таму кај што сакаме да испитаме нешто многу важно. Бараме вода. Таа вода не е течна како што ни се нели во чашите или што се бањаме нели во реките, језера и мориња. Сосема таа вода е замрзната. Значи на делови од јужен и северен пол, ние сега ќе одиме на јужен пол од месечина, има кратери кои не се осветлени од сонцето. И тие се постојана темнина. Никој пат не биле во допир со сончева светлина. Таму кај што нема сонцето е многу ладно на месечина, минус 250 степени скоро. 200 и нешто, ајде да кажем, не знам точно. Таму кои комитиве што удирале, замрзнати, останале у мраз. И ако најдеме вода на месечина, ние имаме огромен ресурс. Ако најдеме вода на месечина, таа вода можеме да раздвоиме на водород и на кислород, а тоа е оно што ни го однесе Артемис горе. Да. Водород и кислород ги запаливме и го полетавме Артемис, така? Да. Но на месечина имаме 6 пати помала гравитација и многу помалку ќе ни требат и ние од таму може да полетаме многу полесно на Марс. Значи ние кога слеземе на месечина, кога ги пратиме луѓе на месечина, тие луѓе да си почнат да си живеат таму, не само да идат на, како се да бидат 6 месеци, година, 2, 3, таму да се отворат новите погони, кои што ќе да се прави новите легури, кои што ќе бидат многу подобри, полесни за да пратите вие луѓе. Сега од овде ќе идеме на Марс, кој што ќе биде нов ресурс и така натаму. Да, и веројатно долготраен процес. Но можеби со технологијата малку за разлика од минатото ќе има некое придвижување во однос на темпото како досега. Но интересно е тоа што повторно ќе од еден човечки аспект и веројатно ќе ги интересира нашите гледачи. Научно секогаш не интересираат вакви податоци и добро е што имаме некој да ни ги каже, но истовремено човечката љубопитност е незаситена практично, а кога имаме ваква можност живееме во време каде за разлика од 60-тите и 70-тите и Аполо мисиите се информирале на друг начин и не толку со информации како сега. Сега сме бомбардирани буквално сите страни, што од медиумите, односно телевизиите, што од електронските, печатените медиуми, социјалните мрежи, видеата и така натака, и се ни е пред нас или се ни е на дланка. И секој е тука, нели, паметен да каже вака и така или како видиме со различни ставови и размислувања, но колку Радан според тебе тоа е предност, колку некогаш може да биде хендикеп, колку си правиме услуга или против услуга кога се ставаме на место да коментираме дали е точно или не е точно и во смисла на тоа да кога се прави ваков подвиг и кога имаме астронаути кои се тотално подготвени за една ваква мисија, нели некако
го држиме тој сензационализам се уште и во однос на сите оние научни работи, нели се задржуваме и на тематики како што ќе се случува со заостранутите кога ќе се вратат, дали ќе бидат во добро здравје, колку може да има влијание врз нивното здравје, па зошто имале проблеми со тоалетот, што може да се случи кога си има проблем со тоалетот. Вие не сакате, мислам дека за колку смееме во програмата да кажуваме во однос на Аполо мисија, тоалетите се сега што има тоалетот е чист благослов. Иако нели има проблем веднаш. Да, имат на не знам која беше емисија, имаше аудио, го сега скоро слушав, каде што они во Аполо мисија немале тоалети, него имале буквално како некои специјални кеси кои били дизајнирани. Да веќе зборевме за фекалиите дека им кружеле околу. Да. Баш тоа имаше кај што они после нели таа големата нужда, нели после тоа го завршувале таа во некои кеси кои пасте во нулта гравитација. Проблем е што луѓе не може да разберат во таа нулта гравитација немате доле. Вие во секојдневен живот знаеме, ќе пуштиш нешто ќе падне, ние тоа знаеме дека тоа доле, таму не можеш. Ево гледавме на снимак со нутела. Девојче што го затвори кеса, не ја затвори. Добро и нутела си однета, нели? Тоа идите вие симулирате во било која CGI таа нутела, тоа ненормално, тоа не може да направи. Може да и можете, ама за тоа треба многу милиони, никој нема да се труди нутела да е. Но цел тој процес на добивање на тоа ново знаење е толку комплициран, што ја не можам да како се вика да објаснам на луѓе дека ти треба да потрошиш десетици милиони долари за да добиеш, затоа што тоа е врна наука. Вие добивате многу мало за да добиете. И тоа луѓе што се бават за секој хоби. Дали сакате подобар мотор, подобар автомобил. Ако сте рибар, да речеме, сигурен сум дека вие ќе купите подобар стап, ама ако сакате да упецате малку повеќе риба, вие мора десетоструко повеќе да уложите во нешто. Ако сакате, ако има стигнале подобра кола, да кажеме сте купиле кола за 10.000 евра, ама сега треба да даеш 20.000 евра за да добиеш малку повеќе. И тоа исто и во науката. Вие многу морате повеќе да уложувате. Сега, дали некој ќе го признае тоа или нема да го признае? Информации имаме многу, учиме на многу повеќе. Да, од една страна имаме многу повеќе, полесен начин да дојдеме до информации, но тој начин го прифатија исто така некои лоши предприемачи луѓе кои знаат, ако ја кликнем на ова луѓе кај што се сомнева дека слетала месечина, секој клик на тоа некој се таму кешира паричка. Знаете, нели, денеска работиме на кликбейт наслови, така натаму. Имаме добри предприемачи кои ни прават добри работи, секој пат ќе имаме и лоши предприемачи кои ќе ни прават лоши работи. До нас ја најповеќе мислим дека треба силата да се направи да имаме образование добро. По мене многу побрзо треба да го направиме тој предмет, да имате како да се информирате, да селектираш информации, да знаеш од овдека ми се добри информации. Овдека ќе одим за забава, овдека ќе одам да нешто научам. И овдека ќе прочитам од овие. Јас стално кога ќе ми кажат, НАСА кажал ова. Си прочитал на сајтот на НАСА тоа? Не. Кај си прочитал на некој портал? Не се важи. Затоа што јас можам да отворам портал и да си пишувам што сакам. Закон не може да ми можам да напишам дека земја не плоча триаголна, пирамида. Мислим, портал е таков. Се шегуваме, си кликаме, јас земам пари и така натаму. Но ама на овој сајт, на НАСА ако кажала, ќе одам на НАСА сајт да проверам. Да видим ако кажала, вика НАСА кажала ова. Не кажала. Иди на НАСА сајт, па ќе видиш дека не кажа. И тоа, луѓе не знаат. Треба да се проверува и не да се потпаѓа. Тоа што ви кажа, знаење не е лесно, знаење треба да се потрудиш. Изворна информација дошол таму, одам на извор да се напијам. Не ќе одам на споредни рекички да идам да бар. Идем на извор, таму кај што си кажала, тоа е битно. Ама знаење не е лесно. А верување, Исусу Акбар, нема проблем. Радан спомена колку е реална идејата да се направи трајна база на месечината, сега да не кажуваме години, мај да речеме следниве 20-тина? Да, реално, да. Мислим да во децени мораме да го направиме тоа доколку сакаме да одиме на Марс. Ти спомена просто да дигресија, Нива ни кажа во минатото гостување пред нели кога се пролонгираше датумот за Артемис, спомена дека се очекува до 2030-31 да се случи Артемис 3? Артемис 3 ќе се случи до година, 27-ма, а 28 се планира веќе да слетаме на месечина. Ја баш не сум баш толку, јас би сакал да се случи тоа,
Ама заради тоа што прошлиот пат кога правевме момент, до сега се сменија бајге работите. Прошлиот пат кога се слушам, кога се видов пред 2 месеца, мислам дека беше Артемис 3 требаше да слети на месечина. Не, сега Артемис 3 ќе само ќе оди околу земјина орбита, ќе оди малку така подалек. За 2 месеци значи Артемис 3 нема да биде леталото кое што ќе ги Не, пред 2 месеци не беше. Значи Артемис 3 требаше да сега се промени, сега Артемис 4 ќе биде во план да слети на месечина, а Артемис 3 ќе биде исто така вежба како да тоа леталото што треба да слета на месечина, да го споиме со космонаути. Ние како идеме? Ние ќе дигнеме со една ракета дигаме како се вика ова посадата со луѓе, со друга ракета ќе дигнеме тоа леталото што треба да слета на месечина, што е лендерот, и се треба да ги научиме како да ги споиме во Вселена. Да видиме дали тоа функционира, дали тој дел да се извежбаме, тоа фактички цело време ние мора да вежбаме, затоа ви кажав, треба многу да се множи енергија, средства да се може да научиме уште нешто малце повеќе. А знаете што е проблем? Што ние се уште немаме лендер. А тој лендер сега по плановите на НАСА треба да дојдат или од SpaceX или од Blue Origin. веќе приватни компании кои се вклучуваат. Значи они се задолжени да направат лендер кој ќе ги слета луѓе на месечината. Дали тоа ќе се случи за 2 години? А од која причина веќе сега се поместија Артемис 3 со Артемис 4? Па мислим затоа ви кажав, затоа што мислим дека малце влегува со грло во јагоди, значи пребрзо влегува во некои работи и се менува планови, видоа дека тој план кој што беше првично за Артемис да слета, очигледно ќе ги продолжише многу позади 2030 година. Сега идат малце као побрзо, затоа што ги вклучија приватни компании во целиот бизнис, а од друга страна не знам колку се они способни да го испоручат тоа, како се вика, тој лендер така брзо. Дај Боже да биде, но ќе видиме. Дали е вистински чекор сето ова кон Марс или е само символичен? Не. Пазите, човечки што кажа Иван, таа човечка љубовитост е преголема и ние мораме да одиме напред. Ние знаеме дека не можеме да вечито да седиме на оваа наша преубава планета Земја. Ние знаеме дека мора да станеме интерстеларна раса. Доколку сакаме уопште како луѓе да обстоиме. Некој ќе каже ама зошто ние трошиме пари за сето тоа? Да, мораме затоа што од иста причина зашто не сме останале во Африка, па не сме останале во Европа, сме бил мал светот, па дај нови континенти, па брзо дај да пронајдеме Америка, па нели Австралија, па да населиме. Тоа се се нови светови, нови. Сега буквално станува свет се помал. Ресурсите ги знаеме дека повеќе не може да ни обслужат на планета. Ние веќе имаме компании кои размислуваат да цели фабрики ги преселиме горе во Вселена, кај што некои работи ќе ги правиме горе во Вселена, повеќе нема да ги правиме тука, него ќе ги правиме горе. Самите астероиди, имаме цели програми кај што тоа треба да се прави. И предприемчиви луѓе, сигурен сум дека луѓе како што се нели Безос и овие други милиардери, зашто би сега слушам за такви проекти кои повеќе стварно се претешки дури за мене да ги разбера. Цели дата, како се вика, банки ќе бидат преселени во Вселена. На месечина ќе се прави огромен, како се вика, за енергија за сонцето, да се собери така натаму. Новите, сега слушнав дека Илон Маск подпишал со овие од Intel да се прават уште подобри, како се вика, процесори кои ќе бидат, кои ќе ни служат. Сигурен сум дека ние и нашите потомци дека ќе имат сигурен сум бенефит од нешто такво, но кога ќе биде тоа? Дали ќе биде 30-та, 35-та или ова, она, сигурен сум дека ќе биде подобра. Иднината ни е светла, ќе биде подобра. Се надам и ова веста што ја слушнавме пред пар сати дека тоа примери ќе потребе малце повеќе, дека повеќе нема да имаме такви стравови, дека тие војни што ќе ги имаме нема да бидат така грозни како што се овие што ги имавме до сега. И ќе бидат се помали додека едноставно луѓе доседи дај повеќе да не го правиме. Така имаме по паметни работи. На тоа сите се надиваме, а факт е дека човештвото оди напред, односно технологијата оди напред, а со тоа и човештвото. И сметам дека ако и малку и на тоа се надоврземе, дека ништо не е случајно, па така ни овој тајминг за оваа мисија или таа пауза од 50 на години во смисла на добивање на еден ваков рекорд. И она кое што веројатно повторно е љубопитност кај сите, а ќе го искористиме ова гостување да прашаме. Неудамна, нели и
Трамп соопшти дека ќе ги изнесе информациите за неидентификувани летечки објекти или за НЛО, кои што досега ги постојат, поточно се скриени тајни документи. Некако тоа остана така, но која е проценката, Радан, или кое е твоето мислење? Дали такво нешто, такво откритие не очекува во иднина? Што велат досегашните податоци? Јас би сакал тоа утре да се случи, да имаме некаква таква посета, меѓутоа не знам, естествено тоа сигурен колку ќе биде тоа добро да го прими овој свет кај што нели се уште мораме да ги убедуваме луѓе дека имаме четворица луѓе кои отишле на месечини назад, па да ги кажеме сега да падам. Од друга страна контрадикторно нешто сега луѓе мислам дека во земјани има одма да се што ќе го кажем како и Обама што го кажа пред скорошно едно интервју кога кажа да, во земјани има, ама луѓето се врза за таа изјава, да, ама ние не сме ги нашле. Или они не нашле нас. Се додека нешто не докажеме јасно и прецизно, нема. Значи, Вселена е преголема, со толка број на звезди, со толка број на планети што кружат околу нив. Да само ние бидеме привилегирани, да имаме живот, тоа е скоро неверојатно. Плюс, денеска сите овие емисии што ги прави и НАСА, и јапонски, сега скоро што имаше емисија што беа на стероиди, што зема примероци, ги донесе од тука. Што научивме? Главна работа ни. Состојките на животот кои сме составени, таму се. Сегде во сончев систем ги имаме тие аминокиселини кои ги создават тие протеини нашиве, тие, како се вика, нуклеотидни бази кои ни се создаде ДНК, таму се. Сегде во Вселена кај што чепнеме, таму се. Хемијата е иста на Земја и на Марс и во друга галаксија. Хемија е хемија. 1 и 1 е тука кај нас и таму е 1 и 1, 2. Сегде е иста. Значи, наука е екзактна и тука нема еден бог, друг бог. И во една вера, и во друга вера, 1 и 1 е 2. И на Марс е еден камен и уште еден камен на Марс ќе даде збир 2 камена. Исто кој тука. Така да, ние знаеме дека, научивме, од скоро знаеме дека елементите на животот се секаде околу нас во сончевиот систем и веројатно и во другите. Меѓутоа, не сме се нашле со тие другите луѓе. Може би е проблем времето, значи, може би некоја цивилизација постоела, но умрела, може би ние постоиме кратко во времето, за тоа служиме ние. Значи, ако нашата цивилизација не се прошириме ни сончев систем, па и понатаму, како што го гледавме на Хелмери, да отидеме на други планети, на други звезди, да си го прошириме, да си прошириме нашата човечка раса, ние знаеме дека може би ќе кажем утре нема да постои живот, има милион други причини зашто нема. Не само тоа, знаеме дека сонце ќе ни одземе живот и така натаму за неколку милиони години, стотици милиони години и така натаму. И ние мора да... Но, ако нашите потомци живеат на некои си други светови, ние се уште ќе постоиме. Така да нема... Пример, замислите да се... Луѓето кога настанале Homo sapiens, ние сме тука биле негде Африка. Замислите да се случило нешто, како што се случило, имало многу предизвици, целата наша човечка раса денес нема. Негде околу 2000 луѓе обстанале само кога Homo sapiens почнал се. Па onda се случило тој вулкан во Азија, каде што го десеткува Homo sapiens. Останал само 10% од Homo sapiens, па пак не се проширили. Значи, ние мораме тоа да се шириме, да шириме територии. Денеска имаме цела наша планета Земја на сите можни континенти, па дури и на Антарктика имаме да сега, нели, душе само научно особје и туристи кои идат таму, но сегде сме се населили. И со тоа мораме да направиме на еден или на друг начин, и тоа ќе го направиме сигурно, да се надевам од добри причини, од позитивни причини, но ако позади нив биде некоја лоша причина, ако некој сака да осваја и таму територии, да осваја, се надевам дека нема да. Радан, апропо за леталото Space Orion, нели излегоа различни, да кажам, јавни дискурси, ако е дизајнирано за длабока вселена, зошто веднаш има проблем со тоалет или било слично така натаму. Што го прави различно од капсулите на Аполо мисиите, самото Space Orion? Технолошки е многу понапредна. Имате прво Аполо беше тројца, дека имаме четворица, имаме малце поголема Аполо квадратура. Да, квадратура или кубикажа во случајов. 3, нешто метров, дека имаме 5, нешто метра диаметар. Многу е, значи имаме нови технологии, ново знаење, сето таа нова технологија мора да се испроба.
Се мора да биде како од почеток, мора да знаеме се, не смееме да ризикуваме. Зато не е само да отидеме на месечина и да ни се деси нешто на луѓево или на одење или на враќање, тоа би било уназадило вселенска програма. Знаете сами со Челенџер што се случи, неколку години изгасија спешно од програмата затоа што зашто тоалетот не работел? Затоа што пат плаќаме Орион горе и не сме, некој таму инженерите не предвидел дека таа вода во допир со вселенска ладнотија, да речеме, пошто таму многу е ниска температура, замрзнала некој ден дел, и инженерите им текнало како ќе го направиме тоа, па срците го малце Орион на кај сонцето, дошло сонцето, се истопило тоа, овие таму чепнале нешто и го градиле. Ама мораме и тоа да го научиме. Гледате колку банална работа мораме да научиме. Како некој работи. Дека таа вода што застанала таму, кога дошла со минус 100 и кусур степени, ќе замрзне водата. И како? Ќе завртите сонда за толку и толку степени, сонцето дошло е удрило, водата се истопила и толку, идеме даје. Да, може едно прашање, бидејќи има луѓе кои што се уште прашуваат зошто леталото го губи контактот со планетата Земја на некој период и да речеме редакцијски говориме како би кога би имало стапнување на месечината, веќе се да го објасни. Кога би имало стапнување или леталото би било на дното на самата месечина, како таа ќе полета, на каков начин? Тоа било нели прашање и во 70-те, нели му треба многу помал. Прва космичка брзина за од Земја да полетате треба 8 км секунда. Тоа е негде околу 10 или 12 пати побрзо од најбрз куршум што постои во оружје, дели, кога ќе пугате. 8 км секунди треба да го забрзате леталото за да ви остане во орбитата. Месечина е 80 пати полесна од Земја. И многу една гравитација, нема атмосфера. Ви мора, кажете гравитација треба да победите, така треба да целата таа атмосфера што ја пробиваме буквално да и тоа да го направиме. Таму немате ништо. Таму буквално само еден импулс и треба тап, мал се појаки ракета, работи неколку минути, работи многу помал мотор и така натаму. Тоа е многу полесно. Зошто губиме контакт? Па луѓе, радиосигнал, имате антена тука, ви се попречува некој тело, немате директен контакт и вие за тоа немате сигнал. Исто, сигурен сум дека сте некој влегле со телефон во лифт, немате сигнал затоа што сте обкружени со нешто што не пренесува. Отидете било кој радиоматер ќе ви каже дека ако имате антена тука, ако ставите некоја зграда или некоја брдо испред вас, ќе ви треба некоја си друга антена. Сега тоа ќе го избегнеме ако направиме неколку сонди да бидат околу месечина, па вие немате директен контакт со леталото. Само него ќе добиете, ово летало, па тоа летало ќе прати на друго летало, па тоа... И тоа не би се загубило тогаш не би. Тоа нешто слично го имаме на Марс, го имаме тоа. Пример, на Марс имаме, порано имаше 3, сега имаме 2 летала кои ностоп кружат, така да можат и леталото што е позади Марс, да речеме да праќа сигнал на тоа леталото, па тоа леталото праќа после на Земја. Но тоа сега немаме на месечината. Имаме само едно летало кое се вика Lunar Reconnaissance Orbiter и затоа немаме. Просто едноставно, не може да биде по-просто. Тука имате антена, онаму имате антена, ако се препречи брдо испред нас, не можеме да се слушнеме. Како ќе направиме? На трето брдо ќе направиме антена, па тоа ќе праќаме индиректно и тогаш ќе имаме. Сега тоа трето брдо на месечина го немаме. И еве и уште нешто кое што го дискутиравме ми се чини минатата година за Трија и Атлас, испитувањата кои што доправо требаше да следуваат. Односно информациите кои што требаше да ги добиеме. Има ли нешто ново на таа тема? Па не. Измеривме тоа што можеме да измериме. Добро е тоа што имаме се пушти еден нов телескоп кој се вика Вера Рубин. Конечно почнавме и во наука да даваме почит кон жените, оно што го заслужуваат жените научници. Обично тоа го правев за мажите. Сега такви големи научници кои што се Вера Рубин добија признание и добија еден врвен телескоп кој ќе промени многу работи како се вика во науката. Тоа е телескоп кој за 3 дена слика цело небо што го гледа, половина небо од што го гледа на Земја, тоест јужно небо. И еве за неколку дена што работело, открило 11.000 нови астероиди. Плюс ќе бидат сега
нови, како се вика, вселенски тела, тоест небески тела позади, Нептун и така натаму. Веројатно ќе видиме дали постои или не постои таа, како се вика, планета 9, ако оште постои, сигурен сум дека за неколку години од податоците од Вера Рубин имаме. Значи, ние ќе имаме толкави, имаме веќе сега проблем што имаме толкави податоци, примаме само тој еден телескоп, што постојат нешто со Софија, сега, како се вика, дата брокери ги викат, кои што буквално се собират тие податоци во неколку центри, за да после научниците можат од тие центри да земат и да можат да ги изучуваат. 11.000 нови астероиди, тоа е неколку годишен труд од толку струди не сме пронашле со сите научници, сите можни телескопи што е, овој открива за неколку, ајде кажеме, недели што работа. Три Атлас е интересна комета, тоа е комета која не е од нашиот сончев систем, тоа е значи посетител од другиот сончев систем кој дошол до нас. Ние со години претпоставувавме дека такви објекти постојат, но сега имаме конечно опрема за да можеме да ги најдеме и да ги видиме. Овој Вера Рубин телескоп ќе ни ги открива такви објекти, ја мислим на неделна база или на месечна база ќе имаме такви. Прашање само дали ќе можеме, дали ќе ни бидат толку близко за да можеме да како се вика, да можеме пример со Джеймс Веб или со Хабл да ги откриеме. А како ни откриваме? Што знаеме за нив? Само со помош на таа светлина, мала светлина што ни ја праќат, ние можеме таа светлина да ја раствориме на составни делови, тоа се вика спектри. И тие спектри ни кажуваат од што е составена таа, и ние знаеме, пример, дека таа и Атлас не е наша комета од нашиот сончев систем, не само по тоа што брзината е различна, по тоа фашки знаеме дека таа туѓа комета, но знаеме и по тој состав, односот на јагнеров диоксид и јагнеров моноксид и вода кој што имаме кај нашите комети е сосема поинакво. Што ни кажува тоа? Дека таа комета е создадена во некакво си друго сонце, некаква друга маглина и дека таа имала сосема друг состав кога се создава. Ние знаеме дека нашето сонце е родено во маглина, со десетици, може и стотици други звезди, но тие наши сестри звездички кои се распоставени на Вселена, ги откриваме баш така, ги наоѓаме и претпоставуваме дека се наши сестри баш по тој состав. Мериме, да, значи ние мериме, да кажеме, од нашето сонце, има толку железо, има толку стронциум, има толку, да кажеме, литиум, има толку ова, толку она. И ако најдеме звезда која има приближно ист состав, ние знаеме дека веројатно таа звезда може да ни биде наша сестра, нели, затоа што сме создадени од една маглина. Тоа е, од една маглина сме создадени. Ако има другачи состав, поинаков состав, тогаш е, да речеме, од друг сончев систем. Не, од друга маглина. Значи, тие се сите звезди, значи ние се раѓаме, но таа маглина не мора да биде иста. Затоа што за да настане таа маглина морале да умре некоја други звезди кои при експлозија се ослобоѓал сосема поинаков состав и така натаму. Има една многу интересна приказна како настанало сето сребро и злато што го имаме. За да го имаме тоа сребро и злато морале да се судрат две неутронски звезди. Тие две неутронски звезди пред 4,5 милиарди години се судриле, ослободиле огромно количество на сребро, злато, платина и тие тешки метали. Тие дошле како некој спреј, да кажеме, у таа маглина која доаѓа, у тој момент се создава сончев систем и сите тие наши светли звездички, доаѓа до нас и целото тоа се собира, се кондензираат прво нашето сонце, па се кондензираат нашите планети, се создават и ние денеска имаме златни прстиња. Арсенал на злато и сребро. И сега златото, нели? Да. Значи, да не било тоа, немаше да постои свет. Оваков свет сигурно не. Па затоа е интересно таа потрага по живот, затоа што тој живот мора да биде со ист состав, ама различен. Така. А ја споминавме напредокот, споминавме што е се ново и што е се достапно, споминавме едукацијата и мудрото избирање на релевантен извор. И од тука е добро да кажеме за Скопско астрономско друштво, ако веќе сакаме да се информираме за одредени работи или новости, се разбира веб страната достапна, но исто така и курсевите кои што ги имате по астрономија. Имавме најава за овидниот курс кој што беше на почетокот на месец март, мисля че така беше, и такви курсеви си постојат во вчера завршивме официјално, вчера беше го завршивте курсот. Да, прашањето ми е веројатно успешно помина курсот, но моето прашање е дали како што напредуваат овие други работи во светот во однос на нелиете и ова последното за кое што зборуваме, дали се зголемува интересот малку повеќе да се едуцираме на таа тема, дали има заинтересирани кои? Има, се уште има заинтересирани, некако порано се уште има. Вчера конечно го завршиме со
тој теренски час на набљудување. Малце време душе не постружена како што сакавме, но истеравме важно, мислевме бар до 11 или 12 на 7, но до околу 10 и пол ни се наоблачи, така да... Ама успеавме да погледнеме тоа. Примарните цели ги завршивме. Сега ни предстои детски курс, по крајот на овој месец, таму на 27-8 ќе почнеме со детски курс, кој ќе трае таму до 20 мај. Децава се многу позахтивни за работа, но многу поинспиративни. Ама и љубопитни. Од која возраст? Па, почнуваме од негде 6-7 години, да кажеме, 7 па до 12-13 години. Ги делиме обично две групи. Едни се со помала возраст, едни се со поголема возраст. Но стварно, и после тој кој си ние сме малце повозбудени, затоа што многу подобро одзив имаме со деца. Со детски јазик треба да се објасни тоа што... Да, апсолутно, јас тоа викам. Децава доаѓаат, знаете, они децава многу доаѓаат со сега денес со оваа технологија, гледат се и се што така натаму доаѓаат со некакви си знаења кои се понекогаш и погрешни, па мораме да им објасниме дека таа работа не е. Дека Јупитер не се вика Џупитер, него се вика Јупитер и така натаму. Нема ништо побаво кога таа мозочна маст може да ја предизвикаме апропо нели преку вакви некои научни трудови кои што ги има и всушност или средби со најмладите Скопското астрономско друштво. Сосема за крај. Ќе имаме уште мал милион средби. Сигурно пред да завршиме ние малку да направиме мала пауза и кога ние ќе го загубиме контактот со публиката, барем не повеќе од еден месец, ќе имаме прилика повторно да те поканиме, меѓутоа додека вниманието ни е насочено сега 11 април, враќање на Артемис, имаме повторно внимание и кон затемнувањето на оваа 2026-та, вистинска велесензација која што доаѓа една година подоцна, потоа 2 август 2027 светот ќе биде сведок на повторно уште еден убав настан. Ајде да ги објасниме само и овие убави феномени кои што ни се случуваат годишно обавезно. Значи, ние имаме како планета Земја имаме таква фина коинциденција да месечина ни е со ист диаметар отприлike како и Сонцето. Зошто е тоа така? Затоа што месечина е 400 пати помала од Сонцето, но и види коинциденција 400 пати е поблиска од Сонцето. И ти ни дава да имат многу блиски диаметри. И тоа преклопување кое ќе дојде сончевиот диск да биде прекинат од месечевиот диск, се гледа величествена корона. Верувајте, тоа е толку убаво. Јас мислим дека не знам имиња на тие бои кои се гледа тој. И тој, душе, може би цел тој напор за да вие додете, да видите тој настан, би мора да бидете на таа лента, која е негде околу 100-150 км у широчина. И што сте поблиску до центар, ја гледате подолго. Значи, пример, ако сте вие на 100 км, ако сте на 90 км, вие ќе гледате неколку секунди, док ја ако сум у центар ќе гледам неколку минути. Така, затоа се сите тепаме да одиме на таа централната линија. И таа оваа година ќе помине на 12 август. Тоа е твоето патување во Шпанија? Ние ќе го гледаме во Шпанија, мада тоа ќе почне тамо од Гренланд, малаци ќе го само помине близко до Исланд, низ целиот, како се вика, Атлантик. Ќе влезе целата Шпанија горе од север до тамо до испод Барселона и ќе заврши негде на кај Палма де Мајорка. Ние ќе одиме негде од централната Шпанија најверојатно. Така е планот, нели? Карти се веќе купени. И тамо ќе одиме и тамо до година на Илинден, на 2 август, здравје Божисто, да одиме до како се вика, до Луксор. До Луксор. Имено тоа те прашав? Препорачам луѓе, стварно, мислим, потрошите време да видите тоа, особено однесите ги деца, ако се од 6-7 години натаму, навистина е нешто што треба да се види барем еднаш во живот. Едино ризик е тоа што ќе го видите барем еднаш во живот, затоа што постои еден термин кој се вика, тоа се еклипс адикс, значи зависници од еклипса. Многу луѓе што виделе еднаш, трошат време и пари, за да, јас имам запознае на еден, кој човекот беше 70 и неколку години, скоро сите еклипси ги има видено од прв пат која видел, сегде, дури мислим дека беше Ирак или Афганистан, има да многу бојна заостава да види. Да гледа такво нешто, така да навистина вреди да се види не можам да ви опишам, тоа се такви настани, таков настан што едноставно бе по место од планетата. Да, можеме да претпоставуваме, дај Боже никогаш да го сведочиме истото, а верувам дека и со ова кое што го видовме барем и на фотографии и на видеа со Артемис 2 се импресии, впечатоци, особено за екипажот, тоа не станува збор, туку и генерално за секој од нас импресии кои што
подолго време ќе Влегуваш во потрае. чевлите на другите и тоа е само И случајот никако кај нив. веројатно зголемување на очекувањата на она ново кое се најавува и кое очекуваме да го слушаме. Идеме напред, се ќе биде подобро и подобро. Знам дека е светот нас живееме со нели со лоши, не е вест ако не е лоша вест. Ама мораме да се научиме дека и добра вест може да биде вест. Да. Само за крај, сите тројца го гледавме филмот, секогаш се поделени мислења. Еве последна информација дека филмот Project Hail Mary, кој што го имате веќе на редовен репертоар во градските кине во Cineplex, инаку официјално стана филм со најголема заработка во историјата на Amazon Studios. Вселенската авантура заработи околу 300 милиони долари низ целиот свет. Ви го препорачуваме, критичарите се воодушевени, некои дури до тоа што велат дека тоа е веќе филмот на годината. Апсолутно. Така што може да си појдете да го гледате. Кога веќе го најавивме минатиот пат, сега го имаме како Много премиера. добра порака носи да баш врзано со Артемис, дека мора да излезете од собствената кожа, од собствената планета мора да излезете за да најдете нешто ново, за да видите, да се сочите со некоја голема опасност како што се сочи во филмот, за да вие дотиднете до таму и таму да најдете некој ваше другарче кој е исто така во голема опасност. Па нека не се случи. И да си посакаме, како се вика. Такво некој сценарио. Не би сакал, не, за земјата баш и не е сценарио, затоа што ама мораме понекош. Еве, ние излегувме од Втора светска војна, почна да се нарушаваат големите сили, нуклеарна војна вамо, нуклеарна војна вамо. Што ќе правиме? Ајде да правиме вселенски, да праќаме ракети едни на други. Оп, не излезе вселенска програма, ене ти го Артемис, ене слетување на месечина, сега за некоја година може здравје Божје на Марс. Одиме. Така да Астрономите цврсто се држат до научни факти и докази, но дали оставаат простор за прогноза или нешто кое што видиме малку се поврзува со нивната интуиција, во смисла на тоа дека можеби сите овие работи го приближуваат човештвото кон наговестуваат некое најново изненадување. Откритие. Секогаш, пазите, Да не ние речеме од овие средби- програми не било ако некој нешто не маштел. Да. Никој од овие. Но дали ќе јас најголема мој свој оптимизам колку го ограничувам да за крајот на мој живот кој ќе биде се надевам не помалку 40 години од сега, дека ќе имаме барем потврда дека животот не е само тука, дека некаде на некое друго место во сончев систем, барем тоа. Па макар и фосилно тоа, значи дека тој живот не бил сега, дека бил пред некој со милион години на Марс или на некој други сателит на. Само како податок да го знаеме или Само како податок. Знаете, тој е многу голем податок. Земја не е благословена од Бог само тука. Има животот и на друго место. Јас сум пооптимистична, мислам дека поише ќе имаме отколку податок. Или оставаме да видиме. Слушај, толку сакам да си во право, ама немам тоа. Стварно го немам тој оптимизам, затоа што тие фактички би било убаво, ама не сум сигурен дека ќе се случи. Ама да имам потврда, животот го има на Марс, на Европа, на Енцелад. Добро, ама што тогаш што тие сите документарци и тајни податоци кои што ги има НАСА, САД, Обама што го спомнува, Трамп што го најавува, што со тоа? Тоа не ли е наговестување? Се се тоа црвен капи. Убави приказни кои не се вистински. Исто кој и Деда Мраз. Многу убава приказна, сите се, ама не е вистински. Извините ако не беа личињата. Не, легитимно е се да се каже. Инаку, ќе потетам, нема ништо поубаво да остане човек прагматичен и да копне и љубопитен во непознатото. Утре, јас би скокал до небо, да ви кажам, не знам би ја преживел таа информација. Стварно, тоа е толку, ама тоа е толку голема информација да ние имаме, таму некој. Сега скоро баш имаше како би било да ние видиме, нели не стално викаме за тие лечки чини. Во наука тоа не е, тоа апсолвирано знаеме дека тоа не може да се случи. Научници би биле во паника да откријат некое летало кое успорува. Што значи тоа? Дека тие ни доаѓаат, за да дојдат тука тие мора да успорат. Значи тие мора толку брзо да летат. Тој исто знаете сега идете возите по аутопат, за да дојдете на бензинска пумпа ви мора да успорите, така да идете на бензинска пумпа да си пиете кафе, да наточите бензин и така натаму. Така и тие, ако идете таму, тие мора да бидат многу брзи и сега одеднапад ти гледате некој си леталото кој ви доаѓа и успорува. Тоа значи, тие доаѓаат. Тогаш, знаеш која паника би била? Да, голема и широка тема, интересна, секогаш скокотлива, особено кога станува збор за така нешто мистериозно и верувам секој со свое различно размислување. Проектот Очајнички обикет или филмот јас не би го коментирала или моето лично размислување, но не ја замислувам средбата така. Секој има право, нели, да се размислува како
како нели на таа тема, но доволно интересно верувам вака како начин или можеби мотив за размислување за некој што не Именно гледа. ќе потсетиме секој од вас ако сакаве да речеме да го ужива филмот, веќе се уште игра, ќе потсетиме дека дозволете си време со Радан и со Скопското астрономско друштво. Барем те споменавме со Љубинка Брашнарска за активностите. Да поздравиме Љубинче. Да, бидејќи таа е редовна нели на вашите активности, така што еве, наместо спортски облажувалници, се она што ни го уништува можеби нели протокот на енергија добра, ќе ве пратиме Скопското астрономско друштво, секој пат имаат добри активности. Да.